Вредностите на овој древен град во 80-тите години од минатиот век ги препознала меѓународната стручна јавност и нивни предлог Охрид и Охридското езеро, а секако и Охридскиот регион, како природно и културно наследство од светско значење да бидат заштитени од УНЕСКО. Охридското езеро, каде што се уклучени дури 3 општини и дел како четврта општина, секако дека општината Дебарца, тоа се Охрид, Струга, Поградеци, општината Дебарца со Делското езеро и буквално сето она убавина, природна убавина која што го окружува, националните паркови, културното наследство на спомениците на УНЕСКО, меѓутоа Охрид има уште доста. Veliko mi je čast i zadovoljstvo da ste me pozvali na ovaj nastan. Ohrid, vidimo što je natpis, ali Ohrid nije slučajno izabran za ovakav nastan. Ohrid je centar za kulturno nasledstvo i za turizam. Ja bi sam htio u mojom kratkom govoru da se oslonim više manje na turizam zato što sam nekako poznat po toj domeni. Fenomenalni dio Europe za turizam i biciklizam i za te stvari. Morate da, to je jedan od mojih savjeta, recimo Makedonija ima jednu veliku prednost koju ja nisam vidio u Slovačkoj, imate tu biking klubovi. Ti biking klubovi su dobro organizovani. Во името на Факултетот за туризам и гостителство Охрид и од мое лично име, имам чест да ви се обратам на оваа значајна дводневна конференција. Нема подобро место од Охрид да се зборува на оваа актуелна тема, па затоа Факултетот за туризам и гостителство Охрид активно го поддржува нејзиното одржување од повеќе причини. Почитувани учесници на оваа меѓународна конференција, во текот на овие 2 дена ќе дебатирате за најважните аспекти за поврзување на културното наследство и туризмот. ИКОМОС, Центарот за светско наследство, Советот на Европа, Светската туристичка организација имаат посебни оддели и издаваат представници на бизнис заедницата. Навистина сум среќен што ве гледам сите заедно денес, обединети околу една убава идеја токму во градот Охрид, во македонскиот светилник на духовноста и на културата. Ги разменуваат идеите, да споделуваат со светот. И чинам, честопати си мислам, дека токму мојот колега и пријател, драг пријател Јордан Плевнеш е еден таков ученик на нашиот Климент Охридски. Кога во 80-тите години на минатиот век или милениум, колегата Плевнеш ја постави прекрасната драма Еригон, прво за македонската, после за француската и светската јавност. Споменам сите ваши имена, бидејќи Мисеков велел дека антропофонетика е дисциплина во која секое име и секој глас е еден и единствен на светот. Се интересирал и за таа дисциплина, бидејќи научил 26 јазици во животот. Но, еве, сега еден поздрав до младите музички уметници од музичкото училиште, бидејќи убавината, како светски феномен, не обединува сите нас. Независно од сите контроверзии историски што постоеле и ќе постојат во историјата. Историјата е еден незапирлив процес на недоразбирање. Во таа смисла тие недоразбирања траат.
од античките времења не само во Европа, и во далечниот исток до денес,